Овде сме пред католичката црква Свети Петар и Павле во Гевгелија. Исто така ќе имате можност да проследите снимка и од пештерата, односно местото на раѓање, кое што импровизирано секоја година ја приготвуваат сестрите од католичката црква. Пред нас е Божик и секогаш кога доаѓа некој голем празник, сакаме акцентот да го ставиме секогаш на духовното. Односно, што за нас представува Божик. Божик знаеме дека е празник на Христовото раѓање, го славиме роден денот на Исус. Па затоа на посебен начин ставаме акцентот духовно да се подготвиме. Што значи духовно да се подготвиме? Тоа значи дека да се подготвиме внатрешно во нашите срца и во нашите души. Затоа ние секогаш пред Божик, како што гледате дека имаме направено пештера, пештерата секогаш ја го символизира Христовото раѓање. Како тоа се случило во времето пред 2019 години, кога Исус се родил. Значи, на тој начин ни се дава една слика какво било местото Витлеем и самата пештера во кој се роди Исус. Друго важно што пред Божик ние во нашата парохија имаме деветница. Деветница е во чест на Христовото раѓање. Значи, се подготвуваме со посебни молитви. Му благодариме на Бога и го повикуваме. Значи, тој да ни помогне за навистина ние да го осетиме празникот. Бидејќи празникот не треба да ни биде како некој обичај или некоја дата која само треба да помине, туку духовно да го осетиме тоа. Тогаш е Божик. Бидејќи Божик без Исус не е Божик. Ако ние предадеме повеќе значење на нашето подготвуваме телесно, да имаме што поубава трпеза, да се подготвиме или на друг начин, не, да го осетиме тоа духовно. Тогаш навистина Божик ќе биде Божик. А ако го отстраниме Исус, а ги ставиме многу други обичаи, тогаш Божик не е Божик. Јас би сакал да прашам околу католицизмот и славењето, како што кажавте, на Божик. Што обично се става на таа трпеза, освен духовното тоа што живее во нас како христијани? Да, знаете дека во Божик, пред Божик имаме Божикен пост. Во тој пост луѓето се подготвуваат и телесно и духовно да се подготват. Пред Божик имаме Бадникова вечер, која исто е во нашата традиција, источната традиција, тоа го имаме. И на таа трпеза секоја се подготвува постни јадења. И со тоа, кај нас е обичај се собират фамилијата, на која што семејството, секој од семејството зема нешто од постното и излегува на вратата говорејќи дојди Исусе кај нас на вечера. Зошто тоа се прави? Тоа е една убава традиција, бидејќи знаеме дека Исус кога требаше да се роди, за него немаше место во Витлеем. И затоа кога Јосиф и Марија доаѓа, чука на вратата и прашува дали ова ног може тие да бидат во нивниот дом, одговорот беше не. Па затоа ние на тој начин, со таа вечера го повикуваме Исус телесно, можеби материјално на тој начин, но најглавното е за Божик Исус да ни дојде во нашите срца и да се роди. Така, источните католици по кој датум го слават Божик? Ова го прашувам од причина што сакам да разграничиме, односно да објасниме на гледачите како, кога се слави Божик кај вас.
Божик многу мина, кога доаѓа 25-ти, сите ни честитат, бидејќи знаат дека ние сме католици, но ние сме католици од источен обред. Разликата е, не постои Божик католички, не постои Божик православен. Постојат два календари. А знаеме дека календарите секогаш не помагаат, уште од стари времена, помагале за подобро да се ориентираме во времето. И првиот календар е јулијанскиот календар, кој што датира уште од 45-та година за време на императорот Цезар. И потоа во 1582 година овој календар е коригиран од папата Григорий XIII. Коригирајќи католичката црква тој календар го прифаќа. Мислејќи и знаејќи дека можеби е поточен, што во тоа календарски не би требало да прече ни во верата. Но католичката црква тој календар го прифаќа и по тој календар се ориентира. И затоа и ние како католици од источен обред го одиме по јулијанскиот календар. Но да знаеме дека, затоа и реков дека не постои католички, не постои православен Божи, туку постојат два календари и дека по Григоријанскиот календар го слават исто така и православните цркви во Грција, Бугарија, во Антиохија, во Александрија и некои други во Романија исто така, а другите цркви како православните, српската, руската православна црква уште го задржуваат славењето и јулијанскиот календар. А ние како католици од источен обред, кои сме малцинство, одиме по јулијанскиот, со една надеж дека еден ден, кога би прифатиле и православните во Македонија, така и ние заедно со нив би го прифатиле славењето, како и другите, една за секогаш, да го славиме Христовото раѓање заедно. Значи, на издатум. Вашата порака до верниците за Божик? Мојата порака до верниците посакувам Христовото раѓање да донесе голем мир, радост во нивните души, во нивните семејства, бидејќи самиот празник тоа го носи. Ако Исуса ние го примеме и се роди во нашите срца, тогаш таа радост, тој мир, само Исус може да ни го донесе. Па од тука на сите верници кои што ќе го слават Божик сега на 7 јануар по јулијанскиот календар, од срце им го честитам, а до тие честитки мислам и на тие кои се болни, кои што страдаат и така натаму. И тие да го осетат, нека нивните жртви, нивните страдена придонесат на вистина тој мир што празникот го носи да надвладее во светот.